Вести на Канал 8, добар ден. Техничка подршка за започнување бизнис поврзан со екотуризмот ќе обезбеди Центарот за развој на Источниот плански регион за младите лица кои живеат овде. Поднесувањето на пријавата со бизнис идејата е до крајот на овој месец. Центарот за развој на Источниот плански регион објави повик за младите невработени лица, чија постојана адреса на живење е во некоја од општините во рамки на регионот, а кои имаат предприемнички дух и визија за започнување на собствен бизнис. Целта на повикот е да се зајакне соработката со приватниот сектор преку подршка на стартап бизнис идеи поврзани со развој на екотуризмот и промоција на регионот како туристичка дестинација, а што е во согласност со стратегијата за развој на туризмот во Источниот плански регион. Постапката за избор на бизнис идеите ќе се одвива во неколку фази, при што во првата заинтересираните апликанти електронски треба да ги достават концептите за бизнис идеи со краток опис на идејата, локацијата каде што истата ќе се реализира, како и за потенцијалните корисници на услугата или производот што се предлага. За најдобрите бизнис идеи во втората фаза ќе се овозможи техничка подршка, односно обука за подготовка на бизнис план и водење на бизнисот. Селектираните апликанти заедно со експертите ќе разработат бизнис план и детален опис на идејата. Во третата фаза за селекција ќе бидат избрани одржливите и изводливи бизнис планови, што ќе добијат и финансиска подршка за реализација. За да бидат прифатливи за финансирање, предложените бизнис идеи треба да се реализираат на територијата на Источниот плански регион. Јавниот повик трае до 27 декември, до кога заинтересираните апликанти треба да ги поднесат своите бизнис концепти. Реализацијата на бизнис идеите во рамките на овој јавен повик е поддржана од програмата за зачувување на природата, фаза 2, проект на Швајцарската агенција за развој и соработка. Државниот надпревар лидер на струка се одржа во Кочанија, домакин за прв пат беше средното општинско училиште Гошо Викентиев. Учествуваа околу 60 ученици, од кои се избраа најдобрите по еден од трите струки – машинската, електротехничката и сообраќајната струка. Средното општинско училиште Гошо Викентиев за прв пат домакин на државниот надпревар лидер на струка. Учествуваа околу 60 ученици од 15 стручни училишта од државата и се избираше лидер во машинската, електротехничката и во сообраќајната струка, како и најдобри ученици во одредени профили. Организатор на надпреварот секоја година е Министерството за образование и наука во соработка со Центарот за стручно образование и обука и со несебична подршка на професори од високообразовните установи во државата. На надпреварот беа присутни представници од Центарот за стручно образование и обука, од каде ја истакнаа одличната подготвеност на Кочанското училиште да биде домакин на еден ваков надпревар. Почетното ова што го видов е одлично во насока на подготовка на сите оние подготвителни работи кои што треба да се направат, од обезбеденост на простори, човечки ресурси адекватни за она што сакаме да го спроведеме, од опременоста на училиштето, од она што бидејќи надпреварот се одвива во две компоненти, значи и стручно-теоретски дел и практичен дел. Мощно е значаен надпревар, затоа што покрај тоа што е еден убав надпревар и свечен, да кажеме, и за учениците и за училиштата, мощно е значаен надпревар за да децата можат да разменат искуство, исто така и наставниците, да можат да видат до кај се со достигнувањето на своите знаења, вештини, компетенции во таа насока, да се компарираат едни со други, да можат перспективно и компаниите да видат до каде се нашите ученици, не да дојдеме во ситуација само да се обвинуваме, меѓутоа веќе и во ситуација да соработуваме едни со други. И директорот на училиштето Савев се заблагодари за дадената доверба токму Кочанското училиште да биде домакин и ја истакна важноста на надпреварот за сите ученици. Интересно е тоа што надпреварот е специфичен, односно карактеристичен за инженерскиот дел од струката во училиштата и ние мерак, искрено кажано, за тоа што и јас потекнав од инженерскиот кадар. Благодарност прво за целокупната организираност од Центарот за средно стручно образование, впрочем до сите советници. Благодарност до МОН како главен организатор на целиот настан и благодарност до сите оние кои помогнаа
за организација на настанов. Впрочем, има голема мобилизираност и кај професорите и кај техничкиот персонал за целиот настан и мислам дека ќе бидеме добри и успешни домакини. Што се однесува до надпреварот, тука се присутни сите пријавени, ги формиравме комисиите, почнавме со надпреварот, како што објасни колегата Зоран, имаме две компоненти, значи теоретски дел и практичен дел. Мене особено мило ми е да го гледам и да го анализирам практичниот дел наназад со години и се надевам дека во тој дел ќе има голем надпревар кај самите ученици. Од Гошо Викентиев имаме 8 ученика во секој профил. Се надевам дека ќе покажат солидни резултати. Секоја година сме солидни. Впрочем, иако се изгуби епитетот регионален центар, бидејќи скоро сите училишта имаат по некоја струка, полека, но сигурно се враќаме на сцена, значи едноставно си го враќаме епитетот регионален центар за средно стручно образование и се надевам дека тоа ќе го туркаме се посилно и посилно. Надпреварот има една единствена цел, а тоа е да се поврзат теоријата и практичната работа, за учениците да можат своето знаење да го преточат во изуми, кои подоцна ќе ги користат во наставата. Министерството за образование и наука ги поддржува ученичките активности, кои придонесуваат за унапредување на знаењата на учениците и го потикнуваат надпреварувачкиот дух кај младите. Локалната самоуправа на Кочани обезбедила 1000 садници за акцијата за пошумување што викендов ќе реализира граѓанското движење за почист воздух. Засадувањето на садниците ќе се изведе на локацијата околу градската депонија, а може да учествуваат сите заинтересирани граѓани. По барање на граѓанското движење за почист воздух, општина Кочани обезбеди 1000 садници за пошумување на Осоговските планини. Пошумувањето ќе се реализира во акција која граѓанското движење ја организира под наслов Засади иднина. Во координација на општината со надлежните служби, јавното претпријатие Национални шуми и комуналното претпријатие Водовод, обезбедената локација за пошумување се наоѓа на десната страна од патот Кочани Пониква, кај влезот на градската депонија. Таму ќе се засадува бор од видот чемпрес. Според најавите на граѓанското движење за почист воздух, во барањето што било доставено до општина Кочани, акцијата се најавува за внедела 8 декември со почеток од 11 часот. Од општината информираат дека и понатаму во законските рамки ќе ги поддржуваат сите граѓански активности чија главна цел е заштита и зачувување на животната средина. Стихозбирката под наслов Душа на дланка на магистар Марија Дончева од Кочани беше промовирана во библиотеката Искра. Станува збор за нејзина прва издадена книга, која што ја доби наградата на меѓународниот фестивал Дата Песнопој во Битола. Пред љубителите на пишаниот збор во библиотеката Искра беше промовирана книгата Душа на дланка, првенчена магистер Марија Дончева. Станува збор за стихозбирка со која авторката ја освои втората награда на меѓународниот фестивал во Битола Дата Песнопој, книжевни меридијани во категорија поезија. Самото име на стихозбирката навестува едно кажување, себеоткривање ни стих, мисла, песна, носејќи го излезот и приказот како душа на дланка. Книгата целосно ја дефинира Марија Дончева како кристализиран поет, со свој сватлив начин на пеење, со сопствена поетска лабораторија, каде ги истражува и обликува поетските дразби. Песните се рефлексивни, лирика претежно, значи многу емотивни, едноставно се раѓа, не се пишува, можам да кажам дека ниту една песна не беше планирана, ниту еден наслов, така се роди и стихозбирката, сосема спонтано и непланирано. Едноставно спонтаноста е нешто што јас го живеам, па можеби затоа така се раѓаат и песните. Значи сосема спонтано, ништо силум, се милум, се од срце и душа. Кога треба, кога е созреано, тогаш ја гледа светлината. Има 4 циклуси, значи. Првиот циклус е, мислам дека беше спознание и духовен растеж. Да, себеспознание и растеж. Вториот циклус е малку по-негативен циклус, смрт, но секако и смртта е дел од животот, штом се раѓаме мора и да умреме. А третиот циклус, мислам дека беше љубовни лузни, значи овде
комбинирано и убави и негативни и позитивни песни и на крајот мислам дека е Джган. Темата е повеќе презир кон плиткоста на сегашноста, длабочина нема во се што се прави, вредностите се изгубени, моралот некако на многу ниско ниво и токму поради тоа произлегува таа моја презир кон плиткоста, а почит кон длабочината и моралните вредности. Ова е моја прва објавена книга, меѓутоа има доволно веќе песни да се спакуваат и во втора стихозбирка, а пишувам и роман паралелно, така да мислам дека веќе емоциите, се што било собрано во мене излегува и мислам дека ќе има уште повеќе промоции. Ова е прва, но се надевам ќе има наскоро и втора и трета, наскоро, па за натаму ќе видим. Дончева слика и пишува со единствена цел – изразување на расположенија и чувства, иницирани од секојдневието, евоцирани од спомените и чувства кои се појавуваат како резултат на постојаното духовно созревање. Промотор на стихозбирката беше Жаклина Свеќаровска, модератор магистер Љупка Стојменова, а стихови читаше Ивана Карова. Со вечерна богослужба наспроти празникот и со божествена литургија на која ќе чиноначалствува митрополитот Брегалнички Иларион во Кочанскиот храм, ќе биде одбележан празникот посветен на светиот великомаченик Ѓорги. На тој ден е осветена Кочанската црква, посветена на истоимениот светец. Голем број верници секоја година се собираат во Кочанскиот храм Свети великомаченик Ѓорги да го прослават празникот чие име го носи храмот. Се смета дека на овој ден е осветен храмот, па затоа заслужува посебно внимание, иако храмовата слава се празнува на 6 мај Ѓурѓов ден. На литургијата ќе чиноначалствува владиката Иларион и свештеници од Брегалничката епархија. Светата православна црква во недела го чествува патрониот празник на нашата македонска православна црква, тоа е споменот на светиот Климент, основоположникот на нашата македонска православна црква. По тој повод во храмот посветен на светиот великомаченик Ѓорги овде во Кочани ќе се отслужи света божествена литургија, а утредента на 9 декември, денот посветен на светиот Олимпи Столпник и кај народот познат празник како Свети Ѓорги Посен, а ден кој што за нас е од големо значење бидејќи токму на овој ден пред нешто повеќе од 1 век е осветен и овој храм. Па по традиција во неделата вечерта, по завршувањето на вечерната богослужба, која што ќе се отслужи во 3 часот, на сите присутни верници им се поделува вечера, а утредента на самиот ден празник, на самиот ден посветен на светиот великомаченик Ѓорги Посен, кај народот познат, неговото високо преосвештенство митрополитот од Брегалнички Иларион ќе ни удостои со неговото присуство на светата божествена архиерейска литургија, ќе чиноначалствува твој со повеќе свештеници од Кочанското архиерейско наместништво. По тој повод ги покануваме сите оние верници кои што сакат заедно радосно да го прославиме овој празник, да дојдат, да ги упатиме нашите молитви кон Бога и сите оние кои што си имат претходно подготвено со пост, покаяние, пред се со исповед и благослов на Духовниот Отец да пристапат да се причестат. Многу верници на овој ден месат погачи за здравје. Оние кои го носат името на светецот го слават имениот ден, а доста семејства го празнуваат како домашна слава и подигаат панагии. Следуваат информациите од спортот. Одиграни зонските надпревари во кошарка во машка конкуренција за основни училишта што се играат во организација на Сојузот за училишен спорт. Победниците одат на меѓузонски надпревари. Во спортската сала на основното училиште Свети Кирил и Методи се одиграа зонските надпревари за кошарка машки за основни училишта. На надпреварот помеѓу основното училиште Свети Кирил и Методи и основното училиште Ванчо Прќа од Делчево, подобра беше екипата на основното училиште Свети Кирил и Методи и надпреварот заврши со голема разлика од 79 спрема 9 за Кирил и Методи. Од одиграниот надпревар помеѓу основното училиште Ванчо Прќа Делчево и основното училиште Малина Попиванова Кочани победи екипата на Малина Попиванова со резултатот 23 спрема 41. На надпреварот помеѓу основното училиште Свети Кирил и Методи и основното училиште Малина Попиванова пак подобри беа учениците од основното училиште Свети Кирил и Методи и победија екипата на Малина Попиванова со резултатот 65 спрема 15.
За меѓузонските надпревари пласман обезбеди училишната кошаркарска екипа на основното училиште Свети Кирил и Методиј од Кочани. Во вторник играат девојчињата, а надпреварите се во организација на Сојузот за училишни спортови Кочани. Завршува есенската сезона во првата фудбалска лига во женска конкуренција. Женскиот фудбалски клуб Кочани ќе биде домаќин на тимот на Истатов од Нов Дојран. Викендов ќе се игра последното есенско коло во првенството на првата фудбалска лига во женска конкуренција, во кое екипата на женскиот фудбалски клуб Кочани ќе биде домаќин на надпреварот со Истатов од Нов Дојран. Средбата ќе биде тежок испит за нашите девојчиња, со оглед што гостинките се нешто поквалитетна екипа и во моментот се наоѓаат на 7-та позиција со 16 бода. На домакинките пак во оваа надпреварувачка сезона не им одеше најдобро и во текот на изминатите 12 кола имаа само 3 победи и 1 нерешен резултат. Со тоа се наоѓаат на 10-та позиција со исто толку бодови. Последниот успех и победата на гостувањето во Битола против Атлетико, кога кочанскиот женски прволигаш настапи само со 10 фудбалерки, дава некаква надеж дека против дојранченки може да се пружи силен отпор и да се извлече поволен резултат. Успехот им е повеќе од потребен на нашите девојчиња за да можат што помирно да ја дочекаат паузата и пред стартот на пролетниот дел да направат каква таква предност пред директниот конкурент борец од Велес. Надпреварот со тимот на Истатов, нашиот женски фудбалски прволигаш ќе го игра в сабота со почеток од 12 часот. Почитувани, со временската прогноза ги завршуваме и овие вести на Канал 8. Имајте пријатен продолжен викенд. Довидување.